За духовните пораки на Воскресението Христово, глобалните предизвици со кои се соочува православниот свет, но и за значењето на историскиот договор кој што го постигна Македонската православна црква овде во Пјаченце, Италија. Во овој дневник разговарам со митрополитот Европски, господин Пимен. Ви благодарам. Ви благодарам на тоа што одвоивте време да дојдете и да бидете дел од ова наше прославување на ова великденска нови великденски чествување тука во Пјаченце во Италија. Ваше високо преосвештенство, во пресред сме на исчекувањето на најголемиот христијански празник, Воскресението Христово. Што ни носи овој великден во овие бурни времиња во кои што живееме денес? Великден, овој великден и секој великден кој што сме го прославиле, секогаш ни носи таа надеж за воскресение и дека надеж дека сите оние искушенија што ги имаме, што се зголемуваат во текот на великите пости, затоа што и благодата која што ја примаме е поголема, затоа и можеме да ги носиме тие поголеми искушенија. Со воскресението ни се враќа повторно таа надеж за вечен живот и за оно што треба да бидеме подготвени како христијани, да се населиме еден ден во Царството Небесно. Се наоѓаме во Пјаченца, во Италија, каде што нашите македонски иселеници се навистина многобројни, околу 7000 се овде кои што живеат. Навистина витална заедница имаме. Колку е важно да нашите македонци, верници го празнуваат заеднички сплутено Воскресението Христово, бидејќи црквата е на еден начин единствениот мост кој што ги спојува со татковината. Баш токму така. Значи, нашиот народ на заминувањето од својата татковина, без разлика кога и дали тоа се случувало пред 50 на години или ден денес, како што се случува со последниве бранови, со она малку што имал да го понесе со себе, ја носил својата вера и секогаш копнеела душата на македонецот за да бидат организирани во своја црква, да можат да ги чествуваат оние празници. И веќе имаме црквени општини на северот на Европа кои што прославија 50 и неколку години веќе заднив од нивното формирање, но формирањето и на нови црквени општини се уште се случува на тлото на Европа. Ова општина тука е една општина која што функционира веќе некои 25-6 години наназад. Општина која што е една, можеби од поновите, не од најновите, туку една од поновите, која се случила формирањето во 2004 година. И општина која што навистина бележи големи резултати, не само ради ангажманот на нас како црковни лица овде кои се трудиме да го собереме верниот народ во една црква, туку и тоа што, како што споменавте, имаме една голема заедница на мал простор. Можеби ваква концентрација на македонци да живеат во една општина како што е Пјаченце од 100.000 жители, да има околу 7.000 православни македонци верници, не е случај на другите општини. Значи ги имаме во другите земји можеби поголем број на македонци кои што живеат и организирани во црковни општини, но се почести црковните општини се собираат од неколку поголеми градови, се собираат во една. А тука имаме таа можност, значи да на мал простор да имаме голема концентрација на македонци и тоа го дава тој плод. Овде сме, јас се радувам што сум ова година овде за овој Великден, затоа што 2004 година уште не бев ни владика, бев испратен од синодот на МПЦ да се сретнам со нашинците тука и за да го потврдиме оној одбор кој што се беше формиран. И веднаш после великденските празници јас дојдов тука и дојдов токму во оваа црква, првата црква во која што служевме и кога веќе испадна можност да се откупи оваа црква, но истина кога дојдов, кога ја препознав црквата и од надвор и од внатре дека е онаа црква во која што сме започнале, сме го направиле првиот чекор кон Господа Бога, ми беше јасно дека Господ Бог ќе ни возврати со илјадници чекори кон нас за тоа што го правиме. Денеска е голем празник, не само што е Велики петок, туку може да се каже дека на овој ден двојно се празнува, бидејќи
нашите македонци овде конечно го финализираат договорот со кој што се заокружува имотното прашање на Македонската православна црква овде во Пјаченца. Потпишавте договор со католичката црква со кој што целосно го превземат и останатиот дел од имотот, околу 5000 метри квадрати, што е навистина една солидна бројка. Може ли да слушнеме нешто повеќе за овој навистина макотрпен процес кој што конечно го заокружувате денес? Секако. Само би те исправил за една работа. Не празнуваме денес, не се радуваме на двојно, затоа што е најтажниот ден во годината за нас христијаните, денот кога Христос ги расширува рацете на крстот за да не собере сите во едно, како што е тој едно со Отецот и Светиот Дух. Но се радуваме од друга страна, затоа што навистина правиме еден клучен чекор за оваа црквена општина, која што треба да биде пример потоа и за другите црквени општини како може да бидат организирани, како може да се изведе сето тоа. Споменав дека пред 24 години, 2004 година, прв пат кога дојдов во оваа црква се почна со богослужби, па потоа веќе почнавме да се организираме. Отец Михајло од соседната црквена општина од Неиве да ги покрива со богослужби. Од време на време тука за големите празници да доаѓа свештеник од Македонија, но веќе не ја користевме оваа црква, туку да добивме една исто помалечка католичка црква на користење, која што се наоѓаше во центарот на градот и така почна да се собираат нашите луѓе за во еден момент да се создадат услови за да може да дојде редовен парохиски свештеник тука во ликот на отец Климент Мишан, кој што веќе со неговото доаѓање се зачестија богослужбите и се појави потреба да имаме и нешто свое, но и нешто поголемо од она што го имаме, затоа што ја спомнавме бројката која што е толку голема и е невозможно да не собере за особено за Великден. За Великден секоја црква е мала, дури и ова ќе биде мала. За потоа веќе кога почнавме да размислуваме на тој начин дека треба да имаме нешто и свое, нешто и можеби поголемо, да испадне таа можност да добиеме наполно од оваа црква, да се купи овој храм и тогаш веќе и почнавме со почнувањето на постапката за купување на овој храм, веќе се преселивме во овој храм, почнавме со богослужбите во 2021 година. Со тоа што сме ние корисници на овој храм, пропратните објекти и оној спортски камп што го имаме надвор во нашето двориште, ни беше даден нам на користење, со тоа што плаќавме одредена сума на кирија према собствениците, према католичката црква, за потоа веќе да не се понуди и да го откупиме тој дел. И веќе влегуваме во финализирање на тоа откупување, договорена е цената по која што треба да се откупи, начинот на кој ќе се отплаќа овој имот, така да навистина е ден за радување. Можеби не се поклопува со радоста што и тагата во овој ден кои се мешаат, но не зависеше од нас, туку зависеше од нашите домакини католичката црква, така да кога го понудија терминот не можевме да го менуваме или да го одбиеме. Би кажав во оваа прилика уште и така да е една благодарност до целиот македонски народ овде што се вклучува во оваа акција, што ја дава поддршката за купување и приуредување на новој храм, секако и ставањето во служба на целиот оној помошен простор што го имаме во функција за да можеме да придонесува тоа да само од себе да се отплаќа. Но би сакал да им се заблагодарам навистина тука на две семејства кои што одиграа можеби клучна улога во купувањето на овој објект. Тоа се семејствата, двете семејства се Витанови, кои што поминаа низ една трагедија во нивните животи и во спомен на нивните погинати деца во сообраќајната несреќа се донираше парите за купување на храмот, беа донирани токму од тие две фамилии во чест и спомен на Марија и Методи Витанови. И тоа навистина многу ни помогна да го држиме споменот на овие благочестиви деца кои ги загубија трагично своите животи. Наверуваме дека нивните имиња се запишани за секојаш во Царството Небесно.
И затоа што во најтешките моменти кога требаше веќе да се собираат тие средства, не беше едноставно во тие моменти, веќе беше периодот на корона, само што беше зафатил така да веќе кога беше се застанато и ни беше навистина многу тешко да ги најдеме тие средства за да се почне. Откако се почне, потоа се е состема полесно и еве како што можеме и денес да се радуваме, како што рековте, на тоа што ова е веќе наше, веќе приуредено, веќе прифатено од нас македонците како наш храм во кој што се вложуваат постојано и постојано со нивните даренија, дали е тоа на разубување на храмот или средства кои бидат донирани за да може да се откупува полека на тие рати оној пропратен имот што го имаме надвор. За ситуацијата со која што генерално се соочува светот, живееме навистина во едно бурно време, со големи предизвици се соочува и православниот свет. Буквално има сериозни големи рестрикции за влез во црквата во која што се наоѓа гробот на Исус Христос во Ерусалим. Што значи ова за православниот свет пред? Па, ајде, да речеме дека вака не се чувствуваме меѓу нас кои сме некако далеко тој близок исток. Не го чувствуваме, може би, тоа, освен стравот кој го чувствуваме од неизвестноста што ни се заканува, другите последици се уште не се чувствуваат, затоа што не сме некако врзани нити со нафтата, нити со ништо што доаѓа од таму, но секако таа неизвестност што би се случило со светот, што би се случило со оние христијани кои што воопшто не сакат да влезат во тој спор меѓу народите кои што живеат таму, но сепак ги чувствуваат последиците, значи гинат на терени тие луѓе. И тоа е таа наша братска љубов, и таа наша братска болка и сочувствување со нив секако ја имаме. И во овој велик ден баш ќе се почувствува тоа, можеби ќе намали и радоста на оно воскресение Христово, но како што реков на почетокот, веруваме па и во воскресението Негово и дека после воскресението секој едно искушение ќе биде далеко од нас. И оно што загрижува е навистина што за прв пат се соочуваме со тој проблем за да биде црквата затворена во Ерусалим, црквата на воскресението Христово, каде што се измолува благодатниот оган. Додеша беше и првата година од короната затворено, но сепак клирот беше дозволено на клирот да влезе и да го измоли тој благодатен оган, што верувам дека и оваа година ќе се случи тоа непречено и дека тој благодатен оган ќе се расшири и ќе од таму секаде во онам каде што не има нас православните и дека ќе не огрее таа радосна надеж на воскресението. Тоа е едно од Божите чуда за кои што сведочиме со години, би рекла, наназад. И она главна дилема која што се јавува токму околу благодатниот оган е што доколку не биме да имаме сведоци оваа година на благодатниот оган, на слегувањето на Јас искрено верувам дека ќе се има разбирање, како што се имаше минатата недела разбирање за католичката црква да биде отворена за клирот и на одреден број на верници да влезат и да го прослават воскресението Христово. Верувам дека истото ќе се случи и утре и дека ќе не огрее тој благодатен оган, но преданието на црквата вели дека веќе ако не се појави тој благодатен оган, веќе се најавуваат тие последни времиња за светот, но спрема сите знаци, значи треба да бидеме секојаш така некако внимателни на кон сите оние знаци кои што се случуваат во светот, но од друга страна па веруваме дека Господ Бог нема така преку ног да не лиши од неговата љубов и да го погуби светот, туку ќе воскресне без благодатниот оган и дека ќе не чува до крајот на светот. Ова е празник на надежда, Владико, накратко вашата порака до сите верници кои што ќе следат дневникот на Сител. Ете, јас на сите верници би им посакал Господ Бог да им дарува сила да истрајат уште овие 2 дена во подвигот на постот и подвиг преку која покажуваме љубовта кон Бога и сите да имаме таа сила утре вечер да влеземе најпрвин на пладне да се зарадуваме на испросувањето на благодатниот оган, а потоа да се зарадуваме и на воскресението Христово и да ги поминеме, да ги оставиме сите оние
денови на страф и неизвестност зад нас и да се радуваме на тоа воскресение Христово, затоа што токму онаа радост што ја чувствуваме кога го објавуваме воскресението Христово, она кога затреперуваат срцата на секој еден верник, кој ќе ги чујат зборовите дека Христос воскресна и кој ќе одговорат радосно дека Христос воскресна, таа радост и таа еуфорија што не обзема е само предвкус на онаа радост што би имале во Царството Небесно, каде што би застанале лице в лице со Господа Бога, Света Троица. Владико, ви благодарам за гостувањето во Дневникот на Сител. Благодарам на вас и до следно гледање.